Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Забележувате во моево студио, во нашево студио, имам гостин, мој стар добар пријател Павле Витанов. Павле, добар ден, добре дојде во нашево студио. Добар ден, ви благодарам за поканата, ги поздравам сите гледачи на ТВ телевизија. Одамна не си ми бил гостин, се сеќавам тоа беше од твоето учество на едно шоу, така? Да се подсетиме што беше тоа? Тоа беше Звезда Гранда, 14-15 година. Толку време помина? Па толку ќе да. 4-5 години од твоето последно гостување на ТВ каналот ВИС. Тогаш Павле на некој начин се промовираше себе си на балканските простори како мощно успешен надпреварувач на ова шоу. Целата македонска јавност, целата јавност и надвор од нашава земја дознаа за Павле и тоа заслужено, бидејќи Павле е навистина извонреден интерпретатор. Павле, овој пат имаме уште еден повод, уште многу поубав повод од оној што беше пред 4-5 години. Деновиве во Сандански се одржа традиционалниот фестивал Пирин Фест, на кој Павле на некој начин стана апсолутен победник. Се враќаш со 3 награди. Кои награди? Да, така е, значи овој викенд, петок, сабота и недела, во Сандански се одржа Пирин Фолк 2019. Петок тоа е како детски фолк, учествуваат деца, мали, пеат изворни песни. Сабота тоа беше 2 дела, фестивалот е поделен во 2 дела, кај што се пеат авторски, ново компонирани песни, така кажено по наши, и исполнително искуство. Тоа би било, пример, интерпретација на познати песни. На познати стари македонски песни со македонско назвучие. И во недела е гала вечерта, кога беа доделени наградите. И малку се изненадив, добив 3 награди. За авторската песна во новокомпониран добив 2 награда. За која песна? Марија моја Севдие, композитор на музика и текст е Никола Ваклинов, композиторот од Благоевград. Тоа е еден од основачите на самиот фестивал. Аранжманот ми е на мој пријател и колега Сашко Митковски од Крива Паланка. Така. Истиот тој направи аранжмани на ова втората песна Костадине Сине, која беше во вториот дел. И таму кај што добив 1 награда од жирито, и исто е аранжманот на Сашко Митковски од Крива Паланка, а песната е народна. Така. И третата награда? Третата награда, што е многу чест, ми ја додели председателката на новинарското жири, Даниела Маринова, која воедно спомна дека тоа е од Радио Благоевград, и Радио Благоевград вика немојте да се сомневате во слухот на самите наши слушатели. Значи слушателите на Радио Благоевград ја доделиле наградата за најдобра песна, што е прифатиле од авторските Марија моја Севдие. А инаку, за твоја информација, не знам колку знаеш, Радио Благоевград е многу слушано радио, многу популарно за граѓаните од Благоевград. Имав чест да гостувам на програмата на Радио Благоевград и знам дека многу професионално работат, многу посветено работат и дека она што го подготвуваат како програма не само во областа на музиката, туку и во сите други области е навистина на едно завидно ниво. Навистина треба да ти значат многу овие награди. Јас, ова прашање е помалку клиширано, што значат за тебе овие награди? Да, видите сега. Да се пее македонска песна е чест. Така. А некој да ти даде награда и да го оцени тоа на високо ниво, за мене уште поголема чест, бидејќи во жирито еден од членовите и раководителот на оркестрот на танец, Милан Завков. Значи, знам дека по широката публика, може би другите, и да ги спомнам, луѓето не ги знаат. Така. Ама кога еден, и кога тој ми рече пофални зборови, вика, сите не изненади. Милан Завков е Милан Завков. Сите го знаеме, значи за него немаше ни да го фалиме, тоа е Милан Завков. Така. Навистина прекрасен успех. Овие награди вредат, пред да влеземе во студиото, разговаравме колку се вредни овие награди. Овие награди немаат цена, овие награди се безценети.
може да биде наградата изразена и во некаков паричен износ, но парите се трошат, а Тоа останува. ова останува за век и веков, ова останува и по нас, останува како сведоштво за еден голем успех. Еве, тоа е таа плакета за втора освоена награда на надпреварот за авторска песна на Пирин Фолк Сандански 2019. Тоа е од Радио Благоевград, претпоставувам. Ова е награда од Радио Благоевград за песна на слушателите Пирин Фолк Сандански 2019. Ова е и ова е таа првата награда. Да. Вели прва награда на конкурсот за исполнителско искуство. Како интерпретација, браво. 3 прекрасни награди. И сега, она што ме интересира, имаш тука уште нешто, тоа се CD-ата. Тоа би сакал само да спомнам, може би ќе е интересно може да ги видам? За гледачите, додека вие гледате. Значи, уште кога отидовме, на секој ни дават право компилација од двете вечери, значи од трите надпревари. Детско, авторски песни. Веќе луѓето се спремни, сакам да кажам. Друго, кога самиот настап, 29 песни се во ова сениорскиот, како, не знам точно колку се во детскиот фестивал. Има на гала вечерта гости. За секоја песна, за секоја има тие фолклорна кореографија од играорци, што, значи, како учесник ти се полни душите кога гледаш, ти пееш околу тебе, играорци играат. Така, имавте ли проба со тоа? Заедно со генерална проба имавте? Секој, значи, си е закажано во 15:30 конкретно, мојата беше во сабота, одиш првно се пријавуваш, се зимаш, се сместуваш каде во хотел и ти велат во 15:30, во 15:30 ти си наред. Доаѓаш, околу тебе играорците, значи неофицијално сите облечени, се спрема, ќе ти кажат како треба да почне, како да заврши, се на ниво. Супер. Еве, тоа тие 3 CD-а за трите вечери, вклучително детскиот фестивал, нели, детски Пирин Фолк 20 песни, конкурс за авторска македонска песна 15 песни и конкурс за исполнително искуство 14 песни, значи 29, 49, значи скоро 50 песни во овие тие 3 CD-а исполнети на Пирин Фолк 2019. Како го доживеа овој фестивал? Од организацијски аспект, од посетеност, од контакти со луѓе. Посетеност, луѓето можат на YouTube да погледнат, јас може да фалам или да не. Летниот театар беше преполн и тоа возраст, граница на возраст од мали деца па до возрастни, ги гледаш некоја стара бабичка со бастун оди и секоја си го гледа редот и тоа беше полно да ти е мерак. Сценографијата мислам дека е преубава, тоа се гледа и на самиот пренос. Па гледам и во Струмица можеш се гледа на една од кабелните оператори, имаше бугарска телевизија, може да гледа. И мојата мајка конкретно гледаше од тука и прекрасно вика беше и тоа. Супер. Што велат после твојот настап на двете вечери? Што велеа оние луѓе кои се компетентни? Имаше ли контакти со нив? Какви беа пофалбите за тебе? Кога ми ја дадоа наградата за исполнително искуство, што го велат, за интерпретација, ова господја Севдалина Спасова, мислам дека беше, таа пее и цело живот пеат дует со Маши. Ама таа е професорка по пеење. Така. И уше, вика, кога ја слушна, вика, знаев дека. Второ, кога заврши овој настап од првиот, имаше како мала пауза, 10 минути, и таа една од Радио Благоевград вика, честито, вика, ќе се изненадаш, вика. Значи, тие веќе, ама не смет никој ништо така. Значи, апсолутно. И супер беше се запознав овие девојчињата што победија. Тие се внуки на Гуна Иванова, изгледа пејачки. На Лили Иванова? На Гуна, таа пее народни песни. И пријател се створија и со многу други, со неки еднос прв пат. Овој што е водителот, ми беше интересен, се вика Стојан Павлов изгледа, што ги правеше интервјуата. И гледам снимил и тој некои песни. Викам,
Браво, Стојане, има една песна во горите на Македонија, викам супер. Павле, не ме говори, вика, јас за тебе сум, вика, нека, значи, имаат луѓето респект, не дека тоа од сите страни, прием во хотелите, прием, значи, така се настроени луѓето, имавме како организацијски овие, кај сакаш може се паркираш, никој ништо не те кажува, во хотелите таму супер. Сандански е плюс убав град, многу приемчив, многу има некаква магија во тој град. Има си тука познати по термални води, има на центарот тоа. Знам зашто луѓе го знаат тоа. Велат дека Сандански е воздушна бања. Воздушна бања, шеташ по таа главната улица, по улицата на дивите костени и дишеш убав воздух, си опуштен. Саках преги нешто да ти кажам исто, по Струмички што викаме. Вториот ден во неделата денски, еден дует пирин и маж и жена има промоција и ме поканија да им бидам гост. И ајшо им бев гост, како во паркче, тоа е како во Струмица, сега во малото паркче да се соберат, така јавори едни убави. И си промоција, отпеа две песни. Добро е луѓето што си шетат по корзото тука, си доаѓаат, па почнаа оро, имам ставено, значи... Тоа тие го знаат. Значи оро нема тука, само музика да почне луѓето оро играте и нема тука. Кај нас веќе млади, стари. Кај нас веќе го нема тоа, за жал. Не би го, дај да не напаѓам, ама мислам од си во право, мислам од си во право. Јас сега мислам да има промоција во паркчето, не би се собрали толку луѓе. Апсолутно се согласувам, мораме да поработиме, да ја вратиме песната, да ја популаризираме повеќе помеѓу младите. Јас сум тука секогаш. Така. Добро, предлагам тука да направиме една мала пауза. Што предлагаш за почеток да проследиме, која песна? Ајде одеме поред како што бе. Значи прво е авторската песна Марија моја Севдија беше исполнета. Марија моме Севдија. Моја Севдија. Моја Севдија. Марија моја Севдија. Севдија во исполнение на Павле. Еве како беше на Пиринфест. Срце ми е легнала Марија, Алтана Марија, 3 години севда по неа, откато ми гори. 3 години мера по неа, мира ми не дава. Марија, Алтана Марија, ти моја севдо, севдије, изгорех маре по тебе, нема живот без тебе. Марија, Алтана Марија, ти моја севдо, севдије, изгорех маре по тебе, нема живот без тебе. Ајде маре да се земеме, живот да живееме. Младост маре брзо минава, само сенка остава. Марија, Алтана Марија, ти моја севдо, севдије, изгорех маре по тебе, нема живот без тебе. Марија, Алтана Марија, ти моја севдо, севдије, изгорех маре по тебе, нема живот без тебе.
do sevdije, izgoreh mare po tebe, nema život bez tebe. Marije, Altana Marije, ti moja do sevdije, izgoreh mare po tebe, nema život bez tebe. Izgoreh mare po tebe, nema život bez tebe. Ете, така пееше Павле, една од двете песни со кои доби награди на Пирин Фолк во Сандански пред неколку дена. Повод е наградите што тој ги освои на овој фестивал. Дури три награди кои еве се овде на ова мало масиче во нашево студио. Павле, чувството е прекрасно, но она што го знам, ти не учествуваш прв пат на истиот. Да, Ајде да се посетиме кога беше тоа. Учествував и 2017-та. Дојде едно познатство со уште 2016-та, една колечка од Петрич, слушајки мене, не покани да свираме свадба на нејзиниот син. И така почнавме до соработка. Вика, а јас Пирин Фолк го имав гледано само по телевизија и навистина ми запаѓаш. Вика, дали си, вика, заинтересиран, па да кандидатстваме, што вика тие, нели, на фестивалот. Хајде, вика, дај идеја македонска песна. И ми викам, јас сум од Струмица, ти од Петрич, тука се зборува за песната од Скопје, некој Ленче болно лежи, имам либе струмичанче, и тогаш отидовме со песната Ленче болно лежи и испеевме дует. Помина... Познатата Ленче болно лежи. Ленче, таа е... Така. Сега не сум сигурен дали е од Джорливи, да не не знам од која е песна. Ленче болно лежи. Ја имат пеено и Узунов и Виолета Митова. Така, добро. И со таа песна, тогаш не се доби награда, ама не е секогаш наградата, и тогаш добивме позитивни критики. Ама искуството е големо, нели? И тогаш ми се допадна велиш како, значи тогаш ми се допадна како луѓето ја примаат македонската песна. Како то, и ми се зацрта во план, лани не учествував, имав некои други обврски, и дојде покана со луѓето, контактиравме, и ете таа Супер. учество сега. Тоа беше твоето деби на Пирин Фолк, и јас се надевам дека тука нема да застренеш, дека и следните години ќе учествуваш на овој фестивал. Веќе падна некаков договор, веќе им откриваме на гледачите дека седејќи и подготвувајќи се за овој разговор, си поразговаравме и открив дека си бил со пејачката од Петрич. Зошто не во некоја наредна година една заедничка песна, Павле и пејачката од Петрич, да испеат песна за Струмица и за Петрич. Ти ми спомна и јас секогаш сум спремен за соработка со секого. Слушај, Батко Георги, ајде да не викам Баджоко како што ти. Добро. Знаеш што е мене. Јас имам една девиза, ќе ја кажам и таа девиза моја на Струмички. Вика нашиот народ, кад те викат оди, кад те падат беги. Беги, така е. Значи јас сум спремен со секого за соработка, ако тоа донесе бенефит и за мене, ама и ако тоа биде убаво за луѓето, бидејќи јас се занимавам со музика, ако тоа допринесе некој да се осеќа добро слушајќи мојата песна, јас сум спремен за се. Апсолутно. Оно што ме интересира, имаше ли други пејачи од нашава земја на Пирин Фолк? Имаше, значи беше Петар Нечовски. Добро. Имаше едно младо дете од Струга, Методија Столески, после изгледа така беше. И едно мое пријателче, Даниел Тошевски. Тој исто убаво пее и така. Така. Ама од четворица учесници, само ти се врати со награди, тоа не со едно, туку со три, така? Петар Нечевски се пофали на својот Facebook профил дека добил многу аплаузи. И аплаузот е некаква награда, меѓутоа ова е таа што останува, нели? Тоа беше така, тоа година, па не би коментирал сега
Не, добро. Убава песна имаше и Петровичка. Не бе, значи Видов дека свадбарска убава песна, така видов жива дека и песна. Цане Петров од Биоритам бил Да, таму. тој се јавува нешто како композитор. Така. На еден мој пријател исто Васил Валканов. Знам дека негова беше песната од Цане. И тој имаше, мислам дека имаше и повеќе песни, кога што и гледав аранжманти и музиката. Така, и самиот рече дека Милан Завков бил во жирито. Милан Завков не учествува со песни, бидејќи е член на жирито. Да. Ова господјата, тестописец, твоја колешка, кога ми ја даде наградата, втората награда, баш ово водител ти вели, вика, пак да учествувате, вика, додека сум член на жири, нема шанси. Така Значи, треба. И тоа ми го спомна тогаш, нели, и кога би сакал Милан Завков да ми направи аранжман, не може, бидејќи член на жирито, да не суди на интереси. Да не. Знам дека е многу убав амбиентот во Сандански и знам што значи награда од овој фестивал Пирин Фолк, бидејќи пред повеќе од 10 години, не знам точно која година, моја песна пееше Зуица Лазова на Пирин Фолк и освои прва награда, беше наградена со аплаузи и тоа многу ми значи и мене, иако сум само автор на текстот на оваа песна. Имаат претходните години учествувано многу во Македонија. Така. Добро. Што понатаму? Она што го знам за тебе е дека надвор од овој фестивал Павле е често гостен во Бугарија. Така ли е? Често колку, значи имам покани за гостувања, така би рекол, Петрич до Софија. Кога ме викаат, одам. Значи Петрич, Сандански, Благоевград, Софија, Да. помали, поголеми места и така. Па види, во Благоевград сега гледаме многу оркестри одат, наши тука, бидејќи гостуваат во хотел што го држат наши сограѓани. А инако тука во Петрич, во Сандански, и во Софија имам пријатели кога имаат некои слави, ме викаат. Ето тоа е значи таа соработка, пречки некакви нема, нели? Досега имав многу пријатели. Од сега гледам по самиот тако Facebook меродавен, имам уште повеќе. Ето тоа е тоа. Значи пријателствата, учествата, контактите колеги прават своето. Колеги ми нудат пријателство, победничките станав пријател со нив. Значи тоа сакам да кажам, се шири кругот на пријателство, ние сме колеги, пред се не сме, можеби сега сите не можат да освојат награда некогаш, ама не е тоа меродавно. Јас и кога ме праша новинарот, нели вика, како ја осеќаш тежината, бидејќи ми ги дадоа двете да ги држам и тука на интервјуто, викам, абе јас сум јак, ќе ги држам. Ама не станува збор за таква тежина, не збор. Најголема убавина и тежина ќе добие ако песната, и тоа го реков и во интервјуто за Радио Благоевград, се врти. Ако се пушти, се врти песната. Ако народот шеташ по корзото вториот ден, луѓето седат и ти те поздравуваат, веќе гледале. Тоа е тоа, значи да останеш запаметен. Ако народот ја запамети твојата песна, ако те запамети тебе како поева, тоа е голем кјар. Така беше запаметен и со шоуто во Србија, така си запаметен и овој пат во Бугарија. Повеќе меѓународни успеси, ќе правиме ли кариера во нашава земја, во татковината? Се смеем со жената. Сите одат обратно, нели, правиш кариера овде? Викам, ќе треба да почнем да учам грчки. Зошто да не? Така, да, се про. Јас сум Георги, јас сум тука спремен за тука да отпеам. Дај Боже, ако ме повикаат, ќе одам. Зошто да не? Тоа е чест во секој случај. Добро, предлагам да слушаме и втората песна и веднаш потоа ќе го продолжиме и ќе го привршуваме разговорот. Станува збор за песната Костадине сине. Костадине сине. Kostadine sine, jedničok na majka. Kostadine sine, jedničok na majka. Kostadin si majka, često raspitova. Kostadin si majka, često raspitova.
voli. Ne mi ori sine popiri planina, ne mi ori sine popiri planina, planina je plna, plna sa sposi, planina je plna, plna sa sposi. Беше тоа песната Костадина сине во исполнение на Павле Витанов, учесник и апсолутен победник на Пирин Фолк во Сандански. Честитки, Павле, за ова изворедна интерпретација, навистина прекрасна песна, прекрасна интерпретација. Забележувам дека ти лежат некакви посебни песни. Не сите песни ги сакаш. Имам ли право кога го велам тоа? Он е малку повеќе за душа, така ли? Јас таму кога бев и еден има член во жирито, специфична има фризура, Венцислав Димов, така мала бела, витка на косет човекот. Приметлив е кога се гледат. Тој е член на БАН, на Бугарската академија на науките, етно музиколог таму, шо е, не знам сега да не... И тој се ме тера на крајот да му пее македонски песни стари, на увци така. Така. Вика, добро, вика, кај имаш ти учено пеење? Викам, јас кај нас училиште за пеење нема. Така. Јас сум учел од тие старите грамофони, не можеш како да му објаснам, Така. на времето, ќе Супрафон. и си слушаш како пеет Кирил Манчевски, како пеет тие, значи, вика, тоа Бадев е тоа, и така. македонската песна сака меко пеење. Така. И тоа јас си сакам да пеем така, ма кога се разборува. А иначе, и ако пеем пример некој пат Хариџиновиќ, гледам да е Хариџиновиќ, ако пеем некој друг, да е друг. Така. Или Шаван Шаулич, така. Да се, што викам, да се предокара интерпретацијата да личи на него. Така Сега е. не може да бидеме ние ни Шаван, ни Харис, ама да личи на таа песна. Така е. Добро, го правиш тоа многу убаво и она што ми се допаѓа кај тебе за пријателите, за твоите Facebook пријатели, многу често споделуваш дел од твоите домашни проби. Ми бараат луѓето песни, на убави песни. а секако јас дома вежбам, Така е. Да. Една камера ништо не значи, а види, само повеќе. колку што можеш прави добро. Апсолутно се согласувам. Значи, таа девиза не е од нас, не е ни од тебе, ни од мене. Не му прави на човек што не сакаш на тебе да ти прави. Некој ти побара песна, ако можеш испее, и така е, пееш и така. Зошто да не? Да. А кој пее зло не мисли. Да, нема, така е, така е, Баткијани. Така е. Ми се наметнува ова прашање. Србија, Бугарија, кога ќе те видиме на некој фестивал овде во нашава земја? Значи, јас сум мирна вода. Ако дојде покана, сега имав покана, би спомнал, ама не ми се поклопуваше, не сакав на 2 фестивала преку 3-4 денове. Така. Имав покана и за Лешок, благодарам за поканата, ама веќе бех сконцентриран на тој фестивал. Така е, Значи, така е. ако дојде покана и ако зошто да не, јас сум секогаш спремен за соработка, да се испее македонската нематеријално, наше нематеријално богатство е песната. Така е. Ние сме препознатливи по песната. Луѓето плачат за македонски песни таму кај што бев. Плачат. Тој што од Бугарската академија јас пеам, тој пие, вика, мелнишко вино пием и сълзи ми идат. Токму така. Значи, јас сум спремен за соработка, ако ме повикаат на македонски фестивал, слободно ќе учествувам. Добро, јас се надам дека тоа ќе го доживееме и ќе го видиме Павле на сцената на некој од фестивалите, зошто не на најстариот, на Тука сум, би ми било, мене би ми било чест. Например, на Фолкфест Валандо, бидејќи Фолкфест Валандо и покрај своите подеми и падови кои ги имаше во овие
Ние раставме со Фолкфест во Ландов. Така е, така е. И многу од тие песни кои испеани на Од Фолкфест во Ландов. 86-та, пета, кога? Така е, така. Јас сум бил тука мало дете. Токму И така. кои сите ги слушавме сега во мај се песните, ние веќе на одмор кога одевме. Веќе ги Претешно ние знаеме струмичани, сите. одевме тука на Ачико. Така Јас да. таму радам. Така И да. ке како мали ке земеме армониките, татко ми Бог да опроста кларинет, брат ми кларинет, и почнеме, таа песна, стариот Џумбушли или кој тие се погас, така. раставме со тие песни. Токму така. За жал, песните веќе не се паметат толку, има, за ова можеме да зборуваме, тема Не е таа тема за денес. долга и широка е, меѓутоа нема толку фестивали, веројатно таа хиперпродукција што имаше порано кај нас го направи своето, некои песни не успеваат да заживеат бидејќи доаѓа некој друг фестивал, па друг и така натаму. Нема ни медиуми кои тоа го вртат, нема специјални телевизии кои имаат Не би сакал, музика. еве, имав некои песни, нели, што беа и на Роса фестивал, бевме со групата. И тука на Струмичко локално радио, значи да не излезе, не би спомнувал имења, велама бе, дај пуштате ја, нели? Вика, Павле, вика, ние пуштаме песни само са бајле, не знам сега, од 5 до 6 или од 6 до 7, аба кој ќе ги слушне тога и тие? Така е. Треба така некој што не си е легнал или некој стар човек што не може да спие. Така е, се согласувам. За жал, кај нас повеќе се вртат турски серии, српски шоуа, разни. Ми беше чест и кеев кога бев и на Звезда Гранда, во баражот кога ми се да пеам. И уште тоа кога се насмеа Шабан Шаулич, и тој Бог да го прости, кога ти да земеш, да отпееш Димитриев сине Мите, и тој да седи и да се смее, поголема награда и не ми треба. Апсолутно се согласувам. Ајде малку на друга тема, значи останува да се надеваме дека Павле ќе го гледаме се почесто и почесто, бидејќи со својот глас, со својот начин на интерпретација тоа го заслужува. Но пењето и успесите не се само единствените твои успеси. Еден од твоите успеси се вика Јаворка Митева. Јаворка Витанова, се извинувам. Јаворка Витанова е твојата ќерка, успешна, многу успешна. Што прави таа, малку да се подсетиме за незините успеси? Значи, јас би спомнал дека моите деца студираа, бидејќи ќерката веќе заврши факултет, Така. а машкото е за 4-та година на гитара. И таа одамна ми беше гостинка. Тој Тој малко го бе така, Васко Пиличев ги ноше така. професор. Така? Да, така е. А ќерката конкретно сега го зеда првиот дел од магистарскиот. Во декември месец имаше како квалификации. Малку порано, ако тоа е било октомври, можеби ноември, во Скопје руската амбасада организираше како не напрва, тоа не може да кажем. Ги послушаа, им дадоа материјали, дојда руски романси. Така. Тие многу си ги сакаат нивните Апсолутно. руски романси и тоа пишувани од нивни композитори. Така. Јаворка отиде во Скопје, се пласира како доби покана во Софија. Во Софија имаше како балканска романсијада, од таму се пласира еден дел од Бугарија, од Србија, колку отидоа во Москва и таа беше во надпреварувачкиот дел. И пееше 3 дела на клавир. Доби прва награда. И ние не очекувавме, јас секој пат сум скромен, бидејќи кога излегува наградите, кога излегува трета дома се смееме, бидејќи имаше на интернет пренос, на жената викам, добро е, викам, барам, втора награда е обезбедена. Така. Жената вика, прва ќе ја, викам, дај малку бидејте. Скромни, да. Скромни малку бидејте. Од таму и втора награда излегува и доби прва награда, голема чест. Од таму еден професор... Москва е Москва, да не се лажеме. Ти да пееш руски песни од Рахманинов и од тие таму, и ти на нивни терен да земеш прва награда, кога учесниците беа и руси. Така. Значи кој сме ние? Ај некој би рекол во Скопје, во Софија би фанал, нема врски тука. Пееше таа пред 1500 гости во сала на Христос Спасителот, најголемиот соборен храм во Русија. Тој не е главен.
главната песна што е во Нагала вечерта, ја пееше во изведба на Националниот оркестар на Русија. Русија се вика. Госпомна Христос Спасителот, тоа е најубавата црква што имам видено во животот. Таму пееш. Тоа е таа црква која на времето била срушена за 2 дена и 3 ноќи, но потоа еден од градоначалниците на Москва по истиот терк, по истиот насрт ја враќа во првобитната состојба, значи ја гради повторно и тоа е на вистина прекрасно, огромна црква. Гледачите на ТВ канал од ВИС кои ја следеле една моја дамнешна репортажа од Москва, знаат како изгледа таа црква. Таму може да се соберат сите наши цркви во една. Тоа е толку голема црква покрај реката Москва. Тоа црква ли е, бидејќи го преуредуват викако набават и тука и црква и се. Инаку црквата ја руши Сталин, на истото место се градат базени за народот, тоа е страшно злосторство. Меѓутоа е еден од поумните градоначалници кои ги има Москва, ја враќа онаква каква што била. И по фотографии, и по нацрти, и така натаму. Фантастична црква, ме посети и можем да замислам каков звук може да произведе таа црква, да. Се смеев една анекдота, викам, тато, да не ви е ладно, ти зимно месец. Да. Тато вика, тук се е затоплено, вика. Така, таму во Москва сите одат на косиракави во затворени простори, во зимно време, значи имаат бунда надвор и кога влегуваат било каде, се совлекуваат и сите се на кратки ракави. Добро, Јаворка е добра, напредува сега беше 2 недели во Болоња, еден од членовите на жирито ја покани, Петар Данилов, професор во Софија, беа гости од цел свет имаше, од Кина, и сега главна цел е да заврши магистратурата, па како Господ ќе кажеш така? Со Господ напред. Со Господ напред, значи во твоето семејство единствено жената осудена да ве слуша. Нека и тоа е големо задоволство за неја. Таа се радува на тоа. Се радува ли? Да. Тоа е важно. Павле, ти благодарам на разговорот, за учеството во емисијава. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви поводи за вакви убави разговори. Ми беше чест ти да бидам гост, да ги поздравам гледачите на твојата гледана емисија. Благодарам. Почитувани гледачи, тука се раздалуваме со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Дури траеше разговорот, траеше и гласањето. Од режијата знаат за која песна станува збор. Се гледаме утре во 10 часот, до тогаш довидување.